На патеката кон Пониква викендов се возеше втората ридско-брзинска трка во рамки на државниот и шампионатот во автомобилизам за Централна Европа. На надпреварот учествуваа 20 возачи од автомотоклубовите од Македонија и Косово, кои беа распределени во 5 класи. Автотрката во Кочани се одржа по пауза од 10 години, а организатори беа автоклубот Primo AVJ од Скопје, во соработка со Сдруженијето на возачи и компанијата Руен Инокс автомобили од Кочани, а под покровителство на општината Кочани. Ова за нас е многу важно, бидејќи овој настан е дел од промоцијата за потенцијалите и можностите на Пониква и на Осоговските планини. Задоволство ми е што можам да кажам дека патеката според стручното мислење е одлична и од овде и нашиот мотив да настојуваме, односно да ги поддржуваме настојувањата таа да биде впишана во европските норми, а трката да остане традиционална. На учесниците им посакувам успех и среќа, нека победат најдобрите, а на љубителите на автомобилизмот им посакувам убави моменти. Во најниската класа А1150, најбрз на патеката долга 6,4 км беше Филип Василевски од автоклубот Никола Карев, додека во класата Е1 1600 прв на целта стигна Марио Велковски од Custom Car Racing Team. Даниел Блажевски од автоклубот Primo AVJ беше најбрз во класата СП 2000, а првото место во класата Е1 2000 му припадна на Југослав Милошевски од автоклубот Никола Карев. Во најсилната класа Е1 плюс 2000 победник е Александар Христов од автоклубот Primo AVJ. Во екипна конкуренција најуспешни беа возачите на автоклубот Никола Карев со 28 поени, пред автоклубот Custom Car Racing Team со 26 и автоклубот Primo AVJ со 22 поени. До крајот на надпреварувачката сезона во домашниот шампионат остануваат уште 2 ридско-брзински трки, што ќе се возат во Крушево и на Водно.